сега се учим. Како и сите граѓани, згрозен сум од тој вандализам, од ова варварство од страна на централната власт. И тоа сторено во 3:30 навечер во оној ист период кога пред известно време, пред да се одржат изборите, беше донесен од страна на претходното општинско раководство во соработка со централната власт промената на деталниот урбанистички план со кој што се овозможи овде да се уништи ова зеленило, да се изврши ова злосторство и да се згради кои што не знам зошто служат на оваа власт. Сакам да им порачам на граѓаните на Македонија одовде од центар дека оваа демонстрација на сила и на моќ не ги засега само оние што живеат во центар и во Скопје, туку во цела Македонија, затоа што очигледно имаме работа со една власт која што има изгубено контакт со граѓаните, контакт со реалноста и чие што самоволија веќе не признава граници. Побарав од председавачот на Советот и договоривме да има овие денови на вондена седница на Советот на Општина Центар, на која што сакам граѓаните да ги слушнат нашите ставови, но и ставовите на советничката група на ВМРО да помене. Повикувам одовде да дојде премиерот на таа седница за да може да искаже јасно и гласно зошто го прави ова. Се надевам дека има многу граѓани и да можеме да упатиме јасна порака дека повеќе нема да дозволуваме овакво злосторство, затоа што пак ќе кажам ова дивење е порака до сите граѓани во Република Македонија. Пораката беше иста и минатиот пат, ама пак се повтори. Тоа велам, ова е објект кој што исклучува во надлежност на централната власт. Јас се надев дека ќе имаат осет, дека нема да претерат во она што го прават вообичаено, ако веќе толку им беше битно да имаат зграда за својата администрација, на 100 метри одовде има една напуштена зграда и можеше таму да се смести администрацијата. Меѓутоа ова е, пак ќе кажам, една демонстрација на сила и на моќ. Локалната власт овде ништо не може да направи, затоа што повторувам, ова е под ингеренција на централната власт. Меѓутоа јасно и сега ќе повторам ставот дека со нашето доаѓање нема никош да се случи да има детален урбанистички план каде што ќе можат вакви згради да го уништуваат зеленилото во центар, односно местото каде што ние живееме.